Od Spasovski Oliver, povedite. Благодарам, госпоѓо подпредседател. Навистина мислам дека сите ние, најмногу и оние што овдека ни се на гости, треба да се грижиме за дигнитетот на собранието и ако правовремено реагираме, тогаш нема да имаме проблем ниту ние самите, меѓутоа најмалку и тие што присуствуваат на оваа седница. Инаку, ова дебата во однос на извештајот за финансовото работење на јавното предпријатие, односно јавниот радиодифузен сервис Македонска радиотелевизија, е од исклучително значење и за нас како собрание и за граѓаните на Република Македонија, пред се заради тоа што преку разгледување на ваквите извештаи ние мора да одговориме на неколку прашања што ни се битни и за нас и за граѓаните воопшто, дали едноставно јавниот радиодифузен сервис ги исполнуваат очекувањата на граѓаните на Република Македонија и дали, впрочем, она за што граѓаните на Република Македонија даваат како финансиски средства во јавното предпријатие Македонска радиотелевизија одат на вистинско место, дали тие финансиски средства се употребени во целите и намерите кои што биле поставени или задачите кои што се поставени од овој законодавен дом како оснивачи на јавното предпријатие Македонска радиотелевизија. Ние говориме многу пати досега воопшто за Македонската радиотелевизија, укажуваме на одредени слабости и проблеми, меѓутоа не гледам дека постои концепт, иако тоа сега не е дебата како понатаму да се развива овој јавен радиодифузен сервис. Меѓутоа, очигледно е дека може од финансиски аспект да се погледне дека апсолутно немањето на концепт во водењето на јавното предпријатие Македонска радиотелевизија доведуваат до едни вакви показатели во финансиско работење какви што ги имаме сега во јавниот радиодифузен сервис. Што е, мислам, најбитно во овој дел? Првото битно прашање, дали граѓаните на Република Македонија имаат јавен радиодифузен сервис онако како што посакуваат. Ова го говорам заради тоа што гледате дека имаме во соседството јавни радиодифузни сервиси кои што навистина представуваат гордост за својата нација. Сервиси во кои што објективно се информираат граѓаните за состојбите и во државата и во регионот воопшто во светот, сервис на кој што се гордеат од аспект на тоа како и на кој начин се третира воопшто самото општество. И мислам дека од овој аспект, ако анализираме, можеме да бидеме крајно незадоволни од начинот на кој што јавното предпријатие Македонска радиотелевизија ги третира граѓаните на Република Македонија. Зошто ово го кажувам? Заради тоа што ако погледнеме колку има вкупни приходи во јавното предпријатие Македонска радиотелевизија, по разни основи од каде доаѓаат тие приходи, ќе констатираме дека основните или два најголеми обезбедувачи на приходи се граѓаните на Република Македонија, едниот преку радиодифузната такса и вториот преку буџетот на Република Македонија. 50% скоро од приходите кои што ги остварува се остварува преку радиодифузната такса, кој што граѓаните на Република Македонија ја уплаќаат секој месец на сметката на јавното предпријатие Македонска радиотелевизија. И вториот дел е оној кој што владата на Република Македонија ги дава како одредени дотации од буџетските средства, кои што мора да признаеме не се малку финансиски средства, а имајќи во предвид дека буџетот на Република Македонија повторно се полни преку наплаќање на даноци и такси од страна на граѓаните на Република Македонија. Јас навистина можам да се согласам дека книговодствено, како што е направено овде, меѓутоа исто така и книговодствено тоа не може да се побие дека не постои добивка во Македонската радиотелевизија во овој момент. Заради тоа што вие мора да книжите се она што е како приход и се што е на фактура, меѓутоа не мора да значи дека сето тоа е наплатено во Македонската радиотелевизија.
И вие, господине Чашуле, значи имате добивка во јавното предпријатие Македонска радио и телевизија. Проблемот на наплатата не е проблемот на ова собрание, на крајот од кришта можеби е и проблем на ова собрание заради тоа што ние сме основачи на јавното предпријатие. Меѓутоа, законот дефинира како се врши наплата на радиодифузната такса во Република Македонија преку управата за јавни приходи. Јас тега тука го поставам сериозно прашањето. Дали неможноста да се изврши соодветната наплата толку колку што треба да биде наплатена од страна на државните органи, на органи кои што се формирани од оваа влада на ВМРО ДПМН, кое што е парламентарно мнозинство, треба да се амнистира овде во Собранието на Република Македонија, или пак треба да укажуваме на тоа дека навистина постојат проблеми, ние со тие проблеми ќе мора на некој друг начин да се носиме. Јас апсолутно не прифаќам да заради тоа што не може да се наплата одредени финансиски средства, повторно се оди во функција да се оптоваруваат граѓаните на Република Македонија со одредени давачки. Тоа го кажа ви преносенето на законот за радиодифузија, кога се смени законска одредба во која што се утврдуваше радиодифузната такса и се зголеми од 130 денари на 190 денари. Значи, секое семејство во Република Македонија плаќа 1 евро повеќе во буџетот на Македонската радио и телевизија, без при тоа да се каже што е тоа што е неопходно потребно во овој момент за да се подобри во јавниот радиодифузен сервис, дали е тоа можеби објективноста, дали ќе се подобри во техниката, дали ќе се подобри во програмската шема и така натаму, меѓутоа се гледа дека резултати големи во тој дел нема. Едноставно се работи на преживување на јавниот радиодифузен сервис тако како што е, со мала гледаност, и верувајте, јавен радиодифузен сервис кој што допринесува за целокупната оценка на македонското општество во делот на јавноста, на слободата на говорот, на комуникациите и така натаму. И тука еден дел одговорноста и вие, како јавно предпријатие Македонска радио и телевизија, и ние заедно со вас, како ваши основачи, носиме во оценката која што беше издадена во извештајот на Freedom House дека Македонија представува во овој момент полудемократска држава. Тоа е сериозен извештај и сериозна констатација која што мора сите нас да не замисли. И заради тоа реков дека, барајќи одговор на ова прашање, дали граѓаните на Република Македонија имаат јавен радиодифузен сервис кој што го заслужуваат, апсолутно тоа е не. Заради тоа што немаме пред се објективно информирање, имаме информирање кое што е во функција на владеачката структура во Република Македонија, имаме места кои што апсолутно општини кои што не се покриваат со информација од јавниот радиодифузен сервис, без разлика дали се тоа позитивни и негативни. Јас неколку пати го посочувам Куманово како најголема локална самоуправа каде што нема информации за тоа што се случува позитивно или негативно и за другите места во државата, а тоа е се проблем во делот на менаџирањето на раководењето со овој орган. И второ, дали вистински, значи второто прашање моје е дали вистински се потрошени парите кои што се добиваат во јавниот радиодифузен сервис. Има за одржување за плати и така натаму, што треба нели да функционира. Меѓутоа, не се согласувам дека на најдобар начин се трошат парите, дури се сомневам дека постојат одредени криминални дејанија внатре, заради тоа што тоа го тврдат и Државниот завод за ревизија и независните ревизори приватни кои што ја гледаат работата на овој јавен радиодифузен сервис. Меѓутоа, ништо не се превзема во овој дел. Ние говориме години наназад дека нешто негативно се случува и мене повеќе ме загрижува што институциите на системот не функционираат. Јас разбирам дека тие луѓе веќе ги нема. Словенецот си замина во Словенија, исто така заради погрешен концепт на оваа влада. Некои други заминаа во Словенија од тие функции, ги избркавте од Македонска радио и телевизија, меѓутоа нема ефекти од таквото бркање. Заради тоа што штетата која што е направена никако не се враќа назад. И на крајот од криштата, копродукциите кои што се за снимањето на одредени документарни емисии, така натаму, иако законската одредба е 10%, имаме надменување скоро за 4% над тоа што не е забрането, меѓутоа многу очигледно е каде завршуваат овие пари на граѓаните. И заради тоа сметам дека не се трошат на вистински начин. Граѓаните очекуваат да имаат
подобар технички и кадрски потенцијал ова македонска радио телевизија и пред се да имаат објективно информирање. На крајот од краишта да имаат финансиски средства кои што ги даваат во државата, меѓутоа од тоа да очекуваат на вистина да бидат објективно информирани и да имаат јавен радио сервис со кој што може да се гордеат како што тоа го прават србите или хрватите. Благодарам. Има збор господинот Велјановски Митре. Повелете.